го поздравам овој настан и навистина ми е мило, но моите прашања ќе бидат упатени како премиер за други теми и како лидер на владеачката СДСМ. Првото прашање е зошто упорно терате измени на изборниот законник, иако стручната јавност и опсе сугерира да не се прави тоа на 2 месеца пред стартот од кампањата. Се плашите ли од независни листи? Секако дека не. Јас, драго ми е, вчера поминав цел ден во парламентот и ги слушнав пратениците, буквално од сите пратенички групи, дека укажувањата од стручната јавност се прифатливи и верувам дека веќе е изнајдено решение, така да изборниот законник ќе биде согласно укажувањата кои што стигна и од експертската јавност, но и од помалку бројните и независните, така да кажам, заради тоа што тие оценија дека не е коректно поголемите партии да определуваат процентот или прагот на неопходен број на собрани потписи за поднесување на независните листи и видов дека има амбиент и ќе биде намалено од 2% веројатно на 1% или можеби и укинат, како ќе одлучат пратениците, секако јас како политичар тоа ќе го поддржам. Премиере, што доколку падне законот за коридорот 8 и 10 предуставен? Ако падне ќе скрши нога, рака. Нешто не. Ако падне, уставниот суд е конечен. Тогаш одиме повторно со постапките кои што значат две алтернативи. Едната е традиционална постапка која што државата има, а тоа значи проектирање на 3-4-5 години, па после тоа значи избор на изведувачи, надзори и слично, кое што генерално како постапка за автопатите од ваков калибар, зборам пред се за тешкиот автопат од коридорот 8, кој што е посебно за димензијата Гостивар Кичево, но секако и за Тетово Гостивар, како и Струга Ќафасан, но и за коридорот 10Б при Лебитола исто така. Тогаш ќе губиме многу време. Уште еднаш да напоменам дека законот за коридорот 8 и 10 е закон со кој што и се препорачува на владата преку надлежните ресори да најде решение на компетативен и конкурентен начин преку конкурентни цени, директно со инволвирани на трети страни со својот кредибилитет, а со конечна цел да ги скрати сите тие рокови. Односно да имаме проектирање на прва фаза и веднаш изведба, додека се изведува првата фаза, проектирањето продолжува на втора, трета и четврта фаза, која што го крати најмалку за 50% времето за проектирање и изведба на постапките. Дефинитивно, иако се нашегував на почетокот, Уставниот суд, ако донесе дека нешто тука е неуставно, незаконско или слично, ние тоа ќе го почитуваме. Но искрено верувам дека моделите кои што се веќе развиени во Хрватска, во Србија, во Албанија, во Косово, се исти модели како нашите, уставите ни се исти, така да и верувам дека и уставноста е загарантирана, но да не преюдицираме, да видиме Уставниот суд како ќе одлучи. Благодарам, премиери. Сега едно прашање како лидер на СДСМ. Се пофаливте дека и со ДУИ, и со БЕСА, и со ДПА ќе се работувате на локалниве избори за првиот круг. Значи ли тоа дека во првиот круг СДСМ ќе има кандидати во Струга, Тетово, Гостивар, Кичево? Јас реков пред едно недела-две, кроткичко, пополека и биват работите. Имаме голема коалиција, мене ми е драго, која што води грижа пред се за аспектот на почитување на граѓаните во нивната определба, кој ќе биде нивниот иден локален лидер или лидерка, односно градоначалничка или градоначалник. И во таква една околности коалицијата ги изгради коалиционите аспекти, меѓусебната поддршка е јасно видлива. Секаде каде што ќе немаме кандидати се подржуваме еден со друг, секаде каде што имаме, одиме граѓаните да ни дадат насоки како е најдобро за нив, а веднаш во вториот круг да си ја дадеме поддршката. Тоа е за мене огромна демократска вредност и доблес. Сум благодарен на лидерите на ДПА, БЕСА, ДУИ досега, но сум благодарен и на лидерите на помалите коалициони партнери кои што се со нас, почнувајќи од НСДП, па секако двете турски партии, трите ромски партии, двете српски партии, Влашката партија, но и помалку бројните партии кои што исто така се во коалицијата. Ние сме на коалиција од 26 субјекти и верувам дека навистина ќе го понудиме најдоброто од нас. Благодарам, господине Заев. Тоа е заеднички успех на сите, пред се на земјоделците нормално, но и министрите кои што сите тројца го поддржаа целиот овој проект, нивните тимови, имплементаторската единица и секако КФВ банката, општината заради одобрението и постапките кои што ги даде. Прво,
одговорот на второто прашање за поддршката ја имало и ќе има. Знаете дека дел од грантот е насочен токму заради развој на кап по кап системите и системите за наводнување, но и нашето Министерство за земјоделство и Развојната агенција ИПАРД постојат за поддршка на земјоделците. Ќе им се најдеме секој пат за тоа да го развијат. Еве во екот на горештините се направија напорите да биде пуштен овој систем кој што живот носи дефинитивно во овој најземјоделски крај на нашата земја и како што рековте вашиот родител од 91 година доживеа да го дочека толку зборуваниот проект Вардарска долина за Валандовскиот овој регион кој што овде го развиваме. Се надевам дека навистина благодетите ќе бидат се поголеми и поголеми преку плодородно подрачје кое што и досега било конкурентно на сите европски пазари, во иднина ќе ја зголеми својата конкурентност токму поради обилните води кои што овој систем ги обезбедува, се со конечна цел да има збогатен род цело ова наше земјоделско производство, род кој што насекаде ќе биде и имиџот, пласманот, но и животот за граѓаните на Валандово. Благодарам. Рековте дека ако СДСМ застане за ДУИ на изборите, дека ќе има последици за владата. Вчера се пофаливте дека ќе соработувате со СДСМ. Како ако во првиот круг СДСМ ги поддржи ДУИ, например во Чаир или Сарај? Значи, ние во владината коалиција не ги креираме политиките врз основа на предпоставки како би било ако би било нешто. Значи, тоа што е кажано од изјавата на премиерот, дека ние имаме владина соработка во највисоко ниво, нормално, заради специфичноста на локалните избори, секоја партија оценува како и каде треба да излези со своите кандидати, при тоа да имаме нормално разбирање за сите специфики што се меѓу коалиционите партнери. Така да во тој дел мислам апсолутно стои тоа дека СДСМ, значи како најголема партија што ја води владината коалиција, има разбирање за сите наши барања, односно позиционирање во политиката и соодветно на тоа се поставуваат и стратегиите и политиките на владачкото мнозинство. Ви благодарам.